Добар ден, првачиња! Денешната училница е наменета за часот ликовно образование. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска ќе учиме да цртаме различни линии со молив. Цел на овој час е да се запознаете со различните видови на линии, а ги има многу. Да умеете да нацртате цртеж со помош на различните видови линии и да развивате чувство за естетика, а тоа значи цртежот да биде убав. За овој час ќе ви бидат потребни блокчето за цртање, моливче и гума и дрвените боички. Подготви се и ќе продолжиме. Пред да ги запознаеме видовите на линии, да видиме како правилно се држи моливот. На овие слики се дадени повеќе начини и ние треба да откриеме кој од овие начини е правилен. Ајде да видиме дали на оваа слика јас правилно го држам моливот. Вака ли се држи ученици молив? Не, затоа ќе ставиме дека не ни се допаѓа. Дали вака се држи молив? Не. А дали вака? И вака не се држи молив. А може би вака? Не, и ова не е правилно држење. А ова? Не ми се допаѓа и ова. Ајде да го видиме овој начин. Ученици, вака е правилно. Значи моливчето да биде легнато или подпрено на средниот прст, а со показалецот и со палецот го придржуваме одозгора. Раката ниту премногу да биде стегната, ниту пак премногу отпуштена. А исто така, не треба да ни лепди раката во воздух, туку треба слободно да си ја подпреме на нашето биро или на нашата површина на која што пишуваме или цртаме. Исто така многу важно е, кога цртаме или пишуваме, не само правилно да го држиме моливчето или боичките, туку и правилно да седиме. Значи, ниту да бидеме премногу навалени на цртежот, ниту пак премногу оддалечени од цртежот. Нашето тело да биде исправено. И уредноста на приборот исто така е многу важна. Сето околу нас да биде уредно и да не биде расфрлано насекаде. Само така ќе успееме да нацртаме убав цртеж. А сега да видиме какви можат да бидат линиите. Прави и криви. Еве ги правите линии по различни насоки. Едни легнати, едни исправени, едни како да ги дувнал ветерот закосени, а ова се криви линии. Кривите линии можат да бидат вака како шкртаница отворени, а можат да бидат и затворени. Но линиите, како што забележуваме овде, се и со различна дебелина. А што мислите? Од што зависи тоа колку дебела ќе биде линијата? Дали може би зависи од тоа колку ни е заделено моливчето или колку притискаме со раката? Ќе откриеме подоцна. Правите линии може да се цртаат и со линијар, но ако сме прецизни и внимателни и без линијар, треба да можеме да нацртаме вака прави линии. А кривите линии се цртаат со слободна рака. Сега ќе цртаме заедно прави линии, еве ги исправени, легнати и коси со различни дебелини и криви линии кои што можеа да бидат отворени, еве овие се отворени и овие затворени. Ќе го погледнете видеото во прилог и таму ќе ви биде објаснето како се цртаат правилно линиите. Сега ќе цртаме различни видови на линии. Права исправена, легната, една крива, брановидна линија, можеме да биде и крива затворена, и тоа го направивме со моливче кое што е добро наострено. А сега ќе земеме една боичка, која што јас намерно неа наострив, значи оставив да биде поистапена и ќе ги нацртам истите овие линии за да видите дека дебелината на линијата зависи од тоа колку ни е остар моливот. Дали ја забележувате разликата?
Со различните видови на линии можеме да цртаме најразлични работи. Еве, на пример, од две легнати, една исправена и една полукружна и кружна затворена, можеме да нацртаме смајли. Можеме да нацртаме сонце. Можеме да нацртаме од прави линии и кукичка, која што сепак нема да биде само од прави линии, ќе ставиме и криви линии за кровот. Можеме да нацртаме дрво на два начини. Еве, можеме и вакво дрво да нацртаме. И при тоа да внимаваме, значи, стеблото на дрвото да биде потенко, за разлика од неговата крошна. Сега забележавме дека нацртавме смајли, сонце, дрвца и кукичка. Меѓутоа, тие се со големините, значи, нереални. Во секојдневниот живот, куќата не може да биде помала од дрвото. Сега ќе направиме вистински цртеж. Куќата е најголема и затоа ќе ја нацртаме на листот да биде најголема. Внимаваме, значи, линиите да бидат прави. Јас ќе цртам малку побрзо. Овде рековме ќе бидат криви, како керамиди. Ќе нацртаме и еден оджак до куќата. Ќе нацртаме дрвце кое што ќе биде секако помало од куќата. Може да нацртаме и едно уште помало дрвце што е подалеку. Овде ќе го нацртаме сончко како свети силно, а овде ќе го нацртаме Томи како си доаѓа од училиште со неговото капче за од сонце. И тој толку многу е среќен што ги крева рацете високо и ја кажува неговата среќа. Ке му ги нацртаме сите делови од телото. Ке му ставиме и ранец, како носи, една маичка и еве го нашиот цртеж. Кога ќе цртате цртеж ученици, многу важно е вашиот лист да биде исполнет целиот. Значи да внимавате на големината на предметите и да ви биде, значи, цртежот, листот исполнет. Доколку некој од вас сака, може и да го избои, нели, на крајот со дрвени боички, својот цртеж и не мора да биде ваков, може да си смислите нешто што вие самите ќе си го одберете. Тоа може да биде дел од вашиот летен распуст или некоја омилена играчка. Тоа го оставам на вашите желби. Откако ќе го нацртате цртежот, фотографирајте го, пратете го на вашата наставничка за да го покаже на вашите другарчиња. Ви благодарам на вниманието, а сега е ред на вас да ја завршите вашата задача.